Здраво, добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц. Денес повторно ќе разговараме на тема за жените, преку книгата Радикално будење на авторката Шафали Цабари. И темата ќе гласи денес како жената да се разбуди и да влезе во еден просперитетен менталитет. Кога Шефали разговарала со жените на своите предавања, особено за незината книга Радикално будење, објаснувала како настапува трансформацијата на жените преку нивното радикално будење. Голем број на жени доаѓале при тоа кои што веќе имале прочитано низината книга и кои што и кажувале како тие во суштина лично ја доживувале низината книга, она што сето било искажано во низината книга, дека во суштина сите тие незини визии за жената, за женската суштина, како жената да дојде до својата вистина, направила една радикална трансформација во однос на до тогашните погледи и верувања кои што ги имале кај нив. И така да една жена и се обратила и рекла: Шефали, јас ве споредувам со еден непоколеблив светилник кој што оставен е сам во морето и кој што покрај огромните бранови кои што постојано ја заплискуваат со една огромна силина, таа и покрај тоа останува цврсто исправена и представува една сигурност, представуваат за сите оние залутани бродови 24 часа. Аз сум разбрала дека представува и залутано едно сигурно пристаниште и за залутаните сирени, кои што такви приказни сум слушала дека постојат и за нив. Така и вие представувате еден непоколеблив светилник за нас жените, една водилка, една жена лидерка, која што не повикува нас да се вратиме кон себе повторно како жени, да се вратиме кон својот внатрешен дом, за да можеме да ги освестиме најдобрите делови од нас, најквалитетните делови од нас, да бидеме свесни за она што навистина сме. И најмногу жените на незините предавања биле љубопитни за незиното животно патување, особено најмногу се интересирале кој бил тој пресуден момент кој што ја освестил неа дека она што ќе го работи сега ќе представува нејзин животен повик. И таа почнала да раскажува една приказна за себе, им кажувала дека уште како дете таа разбрала дека по својот карактер била многу љубопитна, се интересирала за себе, сакала да имала некој истражувачки карактер, карактер кој што уште како мала сакала да знае многу работи за себе и трагала по вистината за себе. Меѓутоа во својот живот таа најпрво доживеала една физичка трансформација во смисла на тоа кога завршила средно образование и морала да ја напушти својата земја Индија, да замине во Америка, затоа што таа била единствената ќерка во нејзиното семејство, имала голем број на браќа покрај неа и нејзините родители и рекле дека ќе мора да замине, да оди во Америка и покрај тоа што никој не познавала таму и дека нејзиниот живот во суштина ќе од сега, натаму ќе представува Америка, дека ќе оди таму и ќе мора таму да си изгради свој живот. И така да Шефали кажува дека тој процес на само себе снаоѓање во таа земја, кога првпат дошла, после некое време предизвикала еден огромен раст, развој, една огромна експанзија како личност кај неа, затоа што таа им кажува на жените: кога вие како млада личност сте оставени сами на себе од една сосема, од една земја која што култура е сосема различна во културата во која што пристигнувате во другата земја, вие сте во една состава во која што кој што представува еден предизвик да ги прифатите сите тие културолошки влијанија од другата култура. Меѓутоа, јас што направив? Му кажувала, јас почнав да ги испитувам благодарејќи на мојот карактер, да ги откривам кои делови од таа култура биле се во согласност со мене, со она што јас можев да го прифатам, а кои беа нештата кои што јас ги изоставив затоа што сметав дека
тие не ми носат бенефит, дека не ми носат напредок како личност, односно сваќав уште многу рано дека тие беа токсични по однос на мојот карактер и тој процес на избор кој што јас го искреирав создаде една лична револуција кај мене, изваде толку многу квалитетни работи, убави работи кај мене, за кои што не бев ни самата свесна дека постоеле и кои што пак едноставно неминовно ги истуркаа сите оние нефункционални стари верувања и навики. И така да неминовно било да во својата 21 година да почне таа со випасана медитација која што објаснува дека каде што се согледувале работите онакви какви што се, значи тоа представувало еден вид на учење помеѓу, значи, на умот и на телото, каде што се објаснува како умот влијае врз телото и како телото го одредува, владее со умот и влијае врз умот за да може да со цел да се направи еден баланс помеѓу тие две нешта. И така можела да увиди како таа медитација се повеќе и повеќе ја носела кон мудроста, кон патот на мудроста и така решила да студира психологија. Сватила дека за неа животот ќе представува фокус на растење нејзино, експанзија нејзина, еволуција нејзина преку откривање и преку напуштање на тие несвесни образци. И така да уште од млада возраст, значи самата им кажувала на жените дека таа тргнала по патот на самоосвестување, кој што и самата кажува дека постојат само два патишта по кои што човекот може да тргне за да се освести. Првиот пат е патот кој што е спонтан пат, најчесто самиот не носи како резултат на начинот на кој што ние живееме, и тој пат го нарекува патот на пеклот, кога човекот во еден момент, значи, доаѓа, го допира тоа духовно дно и од каде што од таа точка тој самиот, значи, треба да носи одлука дали ќе тргне по патот на себе раст или пак ќе остане во тој пекол на постојниот свет во кој што екзистира. И вториот пат вели дека е патот на повеќе со намера, со интенција, од многу повеќе од колку што е спонтан, затоа што животните околности се тие кои што ти налагаат да мора да тргнеш по патот на самоосвестувањето и тоа самата кажува дека тој бил, значи таа тргнала по тој пат со намера, нејзиното осамоосвестување било такво. Значи самата Шефали направила комбинација, ја искористила таа комбинација на нејзиното искуство и на позитивната медитација, кој што постепено ја носеле кон патот на традиционалното, вековното мудрување, значи, и при тоа таа користејќи сија психотерапијата која што ја учела и која што решила да ја биде незин професионален повик. И слушајќи го сето тоа, една од жените решила да си раскаже својата животна приказна до одреден дел. Таа самата објаснила дека започнала со психотерапија уште на своите 12 години, како резултат на тоа што нејзините родители се развеле, и продолжила со психотерапија уште некоја година, 5 години. И после тоа по случај се додека не заминала во Ерусалим, каде што останала 3 години, каде што се запознала со учењето Кабалах. Тоа било учење за еврејскиот мистицизам, каде што се смета дека Бог представува една форма на чиста енергија во време уште пред креацијата и пред значи постоењето на воопшто на универзумот. И после тоа, после тие 3 години се враќа назад во Лос Анџелес, каде што студира медитација на тамошниот универзитет и за после неколку години, значи откако завршила, почнала да со ретритови, односно со формирање на групи кои што одредувале одредено место кое што надвор било од бучавата. Значи луѓето се тргале повеќе во мирните делови на природата со цел да можат да на некој начин се спознаат самите себе си, да може да ја зголема својата креативност, да може да ја сознаат својата креативност и
значи, што повеќе да учат за она што, за својата вистина. И, значи, таа самата кажува дека таа ги дефинирала своите викенд ретритови како во основа тие биле интимни моменти каде што луѓето ја напуштале својата дневна рутина и се задолбочувале во тишината на природата, со цел да се спознаат самите себе си, да го најдат својот мир. И од тогаш таа кажува дека со години ја практикувала таа дневна медитација, меѓутоа и го поставила прашањето на вторката Шефали како таа успела да направи една поврзаност помеѓу западната психотерапија и источната медитација, затоа што во суштина авторката Шефали докторирала на таа тема, затоа што таа и покрај тоа што многу години била на психотерапија, значи не може, значи идентификувањето и препознавањето на несвесните програми кај себе единствено таа можела да ги спознае преку медитативната состојба која што навлекувала со источната медитација и во која што и самата објаснува дека влегувала како во една улога на дрон која што оддалеку, од оскора можела да се види самата себе си, да се набљудува, да се следи, да се воочува и како, значи, излегува таа од својот постоечки идентитет и влегува во една состојба на непостојање, каде што не постои ни форма, ниту форма, никаков облик, не постои време, не постои простор, ништо. И единствено тогаш можела да влезе во едно, да искуси чувство на потполна слобода. Шефали дава одговор на ова, каде што вели дека во западната психологија, значи, општо кажано, психотерапевтот работи со одредени нарушувања кои што ги има личноста. Например, таа и објаснува и вели ако ти имаш одредени проблеми со твојата мајка, во смисла на тоа дека мајка ти не те почитувала, дека те малтретирала и така натаму, значи, психотерапијата што подразбира? Подразбира да влезеш во работа на себе. Што значи тоа? Да почнеш да работиш на себе за да можеш да ја простиш на твојата мајка. Да работиш на своите несигурности кои што ти ги предизвикала твоите мајка, да ги вратиш, да си ја вратиш сигурноста во тебе. Да работиш на својата безвредност која што мајка ти ја дала. Затоа што премногу си била заплеткана во умот и меѓу умот и телото, затоа што кога човекот е во својата целовитост, значи има баланс помеѓу умот и телото, меѓутоа кога ова нешто се случува, значи целта на психотерапијата е таа заплетканост која што се случува во телото да ја отплетка. И тука вели дека е корисен, психотерапијата има голема улога. Значи користа тука е голема. Меѓутоа каде влегува тука источната филозофија, источната перспектива? Што кажува? Значи источната перспектива влегува во препознавањето и во откривањето на овие образци несвесни, дека сето тоа во суштина представува една игра и една голема лага. Една голема илузија. Зошто? Затоа што мајката сама по себе била лажна. Што значи сега тоа? Како го објаснува тоа Шефали? Тоа значи дека мајката, не знаејќи за подобро, немајќи своја емоционална регулација, таа не ја играла во својот живот вистинската улога на мајка. Значи, нејзиниот идентитет не бил осознаен за вистинитоста од самата неја. Зошто? Затоа што таа немала емоционална созреаност. И се што тебе ти кажувала твојата мајка, било лага.
И се што ти како нејзино дете си превзела од неа, било лага. Зошто? Затоа што ти како дете не си во состојба да можеш да ги... Значи ти не поседуваш извршни функции кај себе, туку едноставно ти ги присвојуваш, ги примаш, ти си како суѓер. Значи сите тие информации кои што ти ги дава твојата мајка, кои што ги инсталира кај тебе, внесени се како лажни работи во твојот ум. И твојот ум те забарикадира пред твојата вистинитост. И ти не си во состојба да можеш да разбереш дека во суштина вие двете сте лажни. Не сте вистинити пред својата вистинитост. Пред својата суштина не сте вистинити. Единствено кога тоа нешто, источната филозофија кажува дека тоа нешто може да се разбере, во техничка смисла, значи по правило, кога човекот нештото го разбира, го сваќа, го трга настрана и оди, значи понатаму создава нов живот. Меѓутоа, кога е тоа можно единствено? Единствено можно е кога со мудрост. Значи кога ние поседуваме мудрост. Мудроста учи дека токсичните идентитети се лажни идентитети. И веднаш тие треба да се ослободат од нас. Зошто? За да не живее повеќе човекот во лага. Значи, мајката не знаела подобро, не знаела за тоа нешто. Така е научиле, тој идентитет бил наметнат, тој идентитет бил сервиран и бил лажен. И се што ти кажала тебе твојата мајка, значи се е лага. Затоа што не било во согласност со нејзината суштина. Таа ако била во согласност со својата суштина, немало тие работи да ти ги кажам, немало да те навредува. Значи се знае мајката како постапува кога е вистинита спрема самата себе си. Значи личноста треба да го прифати ова и да се ослободи од тоа нешто. Затоа што во лаги не вреди да се живее. Вистината е таа кон која што треба да се посега, вистината е таа кон која што треба да ја прифатиме, да тргнеме по неа и да почнеме да веруваме во неа. Значи не да се држиме по нешто кое што било лажно. Што е она што сака Шефали да го долови од ова нешто што го кажува? Значи, таа кажува дека ако човекот е доволно мудар да може да го разбере сето тоа, тој со еден потек може да се реши да излезе од таа состојба на лага. Зошто? Затоа што сваќа дека нема тука што да се лечи. Се било лага. Значи, тргни по вистината дека од сега ти си таа или ти си тој кој што знаеш најдобро за себе. И тргни се по она кој што ти сакаш да бидеш. Почни од почеток, од таа нова чистина во сегашниот момент. Меѓутоа, ова ние не можеме да го направиме. Зошто? За жал, многу малку луѓе тоа можат да го направат. Затоа што не поседуваме мудрост. Многу малку луѓе поседуваат мудрост. Ние не ја учиме мудроста. Нас не ни се пренесува мудроста. Не сме ние во една култура каде што се предава мудроста од колено на колено. Ние многу повеќе сме задлабочени во овој материјален свет. Значи, ова култура наша го признава само материјалниот свет. Во основата, ние не живееме со мудрост. Што ни вели нашата култура? Таа ни вели, ти мора да простиш први. Мора да разбереш. Мораш да ги разврзиш, да ги одврзиш нештата.
Мора да ги деконструираш. До ситница да ги видиш. Ама тоа што ќе ти носи? Ти носи многу време. Ти бара многу голема енергија, која што не си способна. И на терапија, кога ја правиш, значи огромна енергија бара од тебе. Да поседуваш за да можеш барем еден дел од нештата да ги видиш како што треба. А тоа може би и да не се случи. Меѓутоа, источната филозофија што вели? Источната филозофија не учи ти можеш да го направиш тоа само ако сакаш. Ако сакаш да се ослободиш од болката. Ако сакаш да го разбереш тоа, значи многу брзо можеш да се ослободиш од болката. Мудриот дел во тебе разбира со таа површна мудрост која што ти ја имаш и ја поседуваш, дека ќе почнеш, треба да почнеш да го освестуваш нештото, а тоа е дека јас колку повеќе и колку долго се држам до моето исцелување, во суштина јас влегвам на самиот почеток и сваќам дека сето тоа било илузија. Затоа што нема што јас да лечам кога ништо не е скршено во мене, кога се било лажно. Како таа лажна тоа лажно нешто фрлило само сенка на мојата целовитост. И бидејќи лагата никогаш, значи природна законитост е дека лагата никогаш не може да се поврзе со вистината, не може да се залепи за вистината, самата наша вистината се трга од таа сенка, се трга од таа сенка и таа сенка не надвладува и ја надвладува нашата вистина. И ние живееме во една лага дека во суштина ние сме повредени, дека сме во болка, дека треба да се исцелиме. Значи, ние лажно веруваме дека сме повредени. Што значи дека од самиот почеток ние живееме еден лажен живот. Меѓутоа, што сака да ни каже вторката Шефали? Вторката Шефали сака да ни објасни дека е многу тешко ова нешто на луѓето денес да им го објасниш. Особено во зависност, значи, од кое ниво на свесност се наоѓаат луѓето. Често пати знаела да му го каже на начин кој што не очекувала дека луѓето ќе влезат во уште поголема разочараност, дури во депресија, кој што представува дополнителен проблем за самата психотерапевтка. Што значи дека голем број на луѓе исто така и со повисока свесност ќе и кажале сега е предоцна, јас ова што го разбрав, не можам сега да започнам се од почеток. Па како да започнам? Мене децата ми се возрастни. Ќе има голем број на личности околу мене кои што ќе бидат повредени кога ќе разберат дека јас, значи, треба да одам по својата вистина. Треба да го правам нештото кое што е сосема различно од она што во нашата култура представува како морал, како етика. Многу луѓе ќе бидат засрамени, ќе се почнат да се срамат од мене, ќе почнат да се едноставно нема да сака да го прифатат тоа нешто. И гледајќи од западната перспектива, значи кога нештата ги гледаме така, тоа е на вистина така. Тоа е вистината. Меѓутоа, источната филозофија, источната перспектива, мудроста, што ни вели? Мудроста вели нема доцна, нема рано. Постои само сегашниот момент. Времето е релативна работа. И до кога не е доцна? Кој кажал? Кој го кажал тоа правило? До кога е доцна, до кога не е? Кој кажал прво дали е добро нештото или е лошо нештото? Она што ти го мислиш дека е лошо, во суштина те води до твојата целовитост. Зошто? Затоа што не е дуално. Штом нештото те води кон целовитоста, тоа те води кон твојата суштина. Значи, мудроста кажува дека
Таа ни овозможува да влегуваме во еден мир со себе. Целовитоста подразбира мир со себе. За разлика од западната перспектива, каде што ние се фаќаме секојдневно како сме внесени во едно торнадо од емоции, еден вител кој што само не врти постојано. И тоа е причината зашто голем број на луѓе, иако поседува одат на терапија, посетуваат терапија, психотерапија, со години не можат да излезат од тоа, дури и не сакаат да излезат од тоа нешто. Значи, авторката Шефали кажува дека мора да ги поседуваме ние двете перспективи. Да, се бориме, страдаме во овој материјален свет, меѓутоа, осознае мудроста. Осознае една нова димензија на своето собствено постоење, на своето собствено живење, која што до сега никогаш не си ја допрела, никогаш не си ја разбрала. Источната филозофија ги зема на преден план искуствата, кога треба да ги меморизира нештата. Затоа што кога ние се водиме да ги меморизираме зборовите, многу повеќе, значи, зборовите нас не носат во една состојба на его. Меѓутоа, што се случува кога ги меморизираме искуствата? Тие не носат во една состојба на целовитост, затоа што чувствата се целовити. Во една состојба на љубов за себе, откривање на љубов за себе, растење на љубов за себе, на отворено срце. Оти кога сме во состојба на отворено срце, не сме свесни какви огромни промени се случуваат во нас. Отвореното срце ги бриши сите страдања, сите болки и ги претвора во една безгранична љубов. Не внесува во една состојба на добрина, да веруваме дека повторно сме добри, дека сме сакани, дека сме вреднувани, дека сме благодарни. Затоа што влегуваме во еден магичен танц со нашата вистинитост, со нашата суштественост. Она која што на вистина сме, а која што произлегува од нашата оригиналност и од нашата автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имате убав ден. Се гледаме.